Иван Цита 7 го има следното прашање и прашува како е можно во килажа да сум помалку, а да изгледам подебело. Многу е можно, Ивана, од причина што она што константно еве го зборувам со луѓето со кои што работам. Заборави е вагата за секогаш, од причина што тоа што на луѓето им смета кога зборуваме за изглед е огледалото, а не вагата. Никаде ти во бутик кога одиш не те прашуваат колку кила имаш, туку те прашуваат кој конфекцијски број го носиш. И тоа по автоматизам значи дека килажата нема врска со составот на килограмите. Многу поважен е твојот состав на килограми, односно колку има масти, колку има мускули. Исто ти е тоа како луѓе кои што посериозно се занимаваат со фитнес и со бодибилдинг, може да тежат и над 100 килограми, но затоа што нивниот состав на килограми е во голем дел од мускули, тие не изгледаат дебело, туку само изгледаат развиено и фитнес и бодибилдинг. Така да, многу е можно, доколку можеби во изминат период од 4 до 6 месеци си забушавала со физичката активност, можеби, и при тоа не си припазувала баш на исхраната, може да се случи да се мени телесниот состав, односно да се покачи процентот на масти во телото, при тоа да може би опадне хидрацијата, по автоматизам затоа што голем дел од мускулите се вода, да покаже процентуално паѓање на мускулната маса и така ти практично да изгледаш на вага исто, но да се менува изгледот. Затоа никогаш не се оптеретувај со вагата, туку со тоа што покажува твојот обем и твоето огледало, а затоа филозофијата моја многу добро ја знаеш, затоа што не прв пат сме комуницирале и не прв пат сме се сретнале.